Не пали оган на отворен простор. Ова гласно беше кажано денес како заедничка порака од полицијата и Карбинската локална самоуправа. Нивната акција на терен со делење на едукативни летоци и вода за освежување, спонзорирана од карбинскиот градоначалник, е само еден гест на едукација на учесниците во сообраќајот, кои во голем процент се и земјоделци. Од СВР Штип, одсек за превенција, постојано повторуваа на секој возач. Организира кампања Лето без пожари. Со таа цел и намена ви доделуваме вода и флаер и се надеваме дека ќе останеме одговорни и совесни граѓани. Фала пуна. Добро е организирано и така натаму. Мирно и безбедно лето во кое вие и вашиот имот ќе бидете безбедни, ќе имате доколку лесно не посегнувате по кибрид. Лесното посегнување по пламено запалка традиционално сепак имаат земјоделците. Но зошто? Палади станиш ради урањето највише. Оти сламата гуше на плугу, му збира и по-тешко е за урањето. Премекораме трава, мрава и слама, така ради тоа ги палат. А иначе е штетно палењето. Освен земјоделците, по искра оган во летниот период на отворено посегнуваат и оние билкари како и рекреативци и сточари. Сите тие предизвикуваат најчесто ненамерно штета од поголеми размери, зашто е предвидена и затворска казна од најмалку 8 години. Па казните за физичкото лице доколку запали земјоделско земјиште со 100 евра во денарска противредност, доколку ја плати во рок од 8 дена е 50 евра во денарска противредност. Доколку со палењето на тоа земјоделско земјиште дојде до сторување на пожар, на шумски пожар од поголеми размери, казните се големи и казната е 8 години затворска казна за предизвикување на пожар од големи размери. Градоначалникот на општина Карбинци Јордан Нацев не открива детали за досегашните претрпени штети на територијата на оваа општина, предизвикани токму од намерните палење на стрништа. Единствено преку културна и едукативна конверзација, оваа локална самоуправа се обидува да направи подигање на свеста и бришење на штетните навики, особено кај земјоделците. Жителите на општина Карбинци и до сите посетители во општина Карбинци, претежно до туристите кои што се качуваат на планината Плачковица, дека сите треба да се грижиме подеднакво за природата, односно подобро да го превенираме отколку да го спречуваме пожарот. Инаку, за подсетување, изминатиот месец ќе остане запаметен под чадот и мирисот на опожарените подрачја. Направените штети кои освен на околината се евидентираат и кај запалените објекти, кај опожарени нискостеблести шуми, како и кај цели ридови со сува ниска вегетација.